Нето сума од над 14 милиони денари планира да потроши комуналното предпријатие Водовод за набавка на електрична енергија за наредната година. Пресметките покажале дека приближно толку пари ќе бидат неопходни за да се обезбеди непречено функционирање на работните единици во негов состав. Предпријатието излегува на слободниот пазар на електрична енергија откако се најде на листата на мали потрошувачи кои во 2017-та имале потрошувачка на струја поголема од 100 мегавати, со што го изгубија статусот на тарифни потрошувачи. Рокот на јавниот повик за набавка на потребните количини е веќе завршен, а според техничката спецификација се планира во првите 6 месеци од годината да се потрошат 2900 мегават часови електрична енергија. Во споредба со изминатиот период тоа е на приближно исто ниво. Најголеми потреби за струја, односно повеќе од 500 мегават часови, се предвидени за јануари и јуни идната година, додека во останатиот период таа е нешто поизедначена и просечно се движи над 400 мегават часови. Инаку во Македонија по либерализацијата на пазарот на електрична енергија, право да купуваат струја на слободниот пазар, освен големите предпријатија со повеќе од 50 вработени и обрат од над 10 милиони евра, вклучени се и помалите приватни и државни фирми, како и јавните институции. На листата на мали потрошувачи, што во средината на годината ја објави државната електропреносна компанија МЕПСО, покрај Водовод се наоѓаат и локалната самоуправа, како и 30 приватни фирми од Кочани.